За жал, денес имаме и првата жртва во село Кокошиње, Кумановското село Кокошиње. Еден возрастен човек се задушил од чата, додека неговата сопруга била благовремено евакуирана од страна на локалните пожарникари. Изразувам длабоко жалење за овој човек кој што го загуби својот живот во овие денешни пожари, но пожарите зафатија 12 села. 12 села беа опожарени и прито беа изгорени повеќе куќи во сите овие села. Најголем дел од изгорените куќи беа стари куќи во кои што никој не живее, но во некои села изгореа и куќи кои што ги користат собствениците, како и неколку викендици. За жал, денес гореше целата Источна Македонија. Пожарите започнуваа од општина Куманово, каде што беа зафатени 3 села, понатаму општина Старо Нагоричани, каде што беа зафатени исто така 3 села, општина Свети Николе, каде што беа зафатени 3 села. Ова зад мене е селото Малино, во кое што има можеби 20 изгорени куќи, од кои што најголемиот дел се стари и напуштени куќи, но неколку куќи се уште се користени од собствениците. Исто така пожар имаме и на територијата на општина Провиштип, каде што се зафатени 2 села, и пожар имаме на територијата на општина Штип, каде е зафатено селото Стар Карорман. Покрај овие пожари кои што зафатија села, имаме и други пожари. Имаме пожари на територијата безмалку на сите општини во Источна Македонија, вклучително до бугарска граница, односно општина Ново село. Повторувам, пожарите започнаа во исто време некаде околу Пладне. Ветрот кој што се уште дува и може да се почувствува, допринесе да биде тешко нивното гаснење. Трите Р трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и хеликоптерите на МВР и армијата, ги користиме во текот на целиот ден, но истите немаа голем ефект поради силниот ветер и големите пламени јазици кои што се движеа со голема брзина. Во овој момент се обидуваме да ги локализираме пожарите на начин што ќе ги заштитиме сите населени места. Некои од нив веќе се обезбедени, барем оние делови кои што останаа неоштетени од огнот, а во текот на ноќта ќе се продолжи со обезбедување со тешка механизација на сите оние села кои што може да бидат зафатени од пожарите. За жал, пламени јазици се движат и кон градот Свети Николе. Се надеваме дека пожарот ќе го пресечеме доволно далеку од градот за истиот да не дојде до објектите кои што се дел од предградието на Свети Николе.